Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски. И на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Ова се врши во Ньюкастел. Сега од понеделник 31 март до петок 4 април се оди во следните населби: Адамстеон, Лемптон, Нью Лемптон, Бротмедо и Меривода. А сега нешто да проследиме во врска со школото и Денцинг груп овдека во нашиот град Ньюкастел. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашите македонци и македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да станете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти,
вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни. Сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Њукастел. Исто да најавиме дека играорците може да идат од 3 до 30 годишна возраст и постари. Сите сте добро дојдени секоја среда од 5 сатот попладне. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Њукастел може да си ја плата својата членарина за ова година од $10 по лице. Исто така членарина може да си платите за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Њукастел по $15 по лице. Се одржува игранка по повод големиот христијански празник Великден и тоа во недела 21 април во нашиот македонски културен центар Њукастел. Ќе има богата музика од Сиднеј Арија Бенд со Боби Димитриевски на кларинет. Исто така на ова вечер ќе заиграт нашите млади играорци за прв пат. Куњата ќе има топли јадења, а барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за ова великденска игранка ќе кошта само $20 по лице. За резервации и карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела на 27 април. Како што сите знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После тоа се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Австралиска турнеја 2025 година се организира концерт овде во нашиот град Њукастел и тоа во сабота на 3 мај во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од наша убава Македонија, а тоа се Борче Наумовски министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, Стивен Стојчевски и Гоце Петревски Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Да слушниме нешто поопширно за овој концерт. Почитувани македонци, доаѓа долго очекуваната голема турнеја на македонските фолк звезди ширум Австралија од 29 март до 17 мај. Македонската фолк икона, еден и единствен Борче Наумовски, министерот на македонската естрада. Атрактивната фолк дива Анета Арсовска. Незаменливиот Гоце Петревски Бананата. Маестро Кирил Стојчевски. Заедно со Стивен Стојчевски. Март Перт, македонски клуб Вардар. 4 април Мелбурн, Фераро рецепција. 5 април Мелбурн, Гранд Нерет рецепција. 6 април Джелон, Македонска православна црква Свети Јован Крстител. 11 април Сиднеј, спортски центар Илинден Рокдајл. 12 април Волонгол, Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски. 20 април Голд Кост, Македонска православна црква Света Недела. Великденска забава. 3 мај Њукасл, Македонска православна црква Пресвета Богородица. 9 мај Мелбурн, клуб Кјурум. 10 мај Мелбурн, Пиер 35 бар енд грил. Ајде македонци, ве очекуваат незаборавни концерти кои долго ќе ги паметите и уште многу изненадувања со нашите фолк звезди.
А сега да проследиме нешто од Македонија. Дополнителна исплата. Заклучно со денешните избрани вкупно собрани, вкупно 65.976.726 денари за семејствата на починатите и повредените во пожарот. Црвениот крст изврши исплата на средства на семејствата на починатите и повредените лица кои се лекуваат во странство од трагична несреќа во Кочани. Со исплатата вкупно се опфатени 58 семејства од починатите лица, вклучувајќи го и починатиот возач на брзата помош во Кочани, и 99 семејство од повредените лица кои се хоспитализирани во болниците надвор од нашата држава. За секое лице е исплатено 150.000 денари. За 2 семејства од починатите лица и 16 семејства од повредените лица кои се лекуваат во странство се чека дополнителни податоци за да се може да се изврши исплатата и за нив. Во тек е прибирање на податоци за повредените кои се лекуваат во државава. Заклучно со денешниот ден собрани се вкупно 65.978.726.000 денари. Информираат од Црвен крст. Ефективниот притвор за двајца поранешни градоначалници на Кочани заменет со куќен притвор. Мерката ефективен притвор за поранешните градоначалници на Кочани Радко Димитриевски и Николчо Илиев е заменета со куќен притвор, а во куќен притвор оди и поранешната директорка на Државниот пазарен инспекторат. Ваква одлука донел Основниот суд во Кочани, постапувајќи по жалбите на 17 осумничени за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. На останатите 14 лица одбиени им се жалбите и за нив е потврдена мерката притвор. Од обвинителството нагласуваат дека е поднесена жалба пред апелицискиот суд во Штип за одлуката на двајцата градоначалници за кои се бара враќање на мерката ефективен притвор. Во притвор останува актуелниот градоначалник на Кочани Лупчо Папазов, кој по трагедијата поднесе оставка од функцијата. Во пожарот што се случи во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март загина 59 лица, а околу 200 повредени се лекуваат во болниците во земјава и странство. Почитувани слушатели, сега ќе слушнеме едно убаво оро од Стефче Јовановски. Стефче доаѓа овдека во нашиот Македонски културен центар во сабота на 3 мај со другите од убава Македонија. Орото на Стефче се вика Невестинско оро. Да го слушнеме.
Тоа е Стефче Јовановски, најдобриот кларинетиста кој доаѓа овде во нашиот град Њукасел во сабота на 3 мај, заедно со цела негова група. А сега следува исто Анета Арсовска, која доаѓа заедно со Борче Министерот, Стефче Јовановски и Кирил Стојчевски и Гоце Бананата Петревски. Да слушнеме една убава незина песна Поздрав носам Македонијо. Pesната не спои, после толку години пак тука и од радоста срцево ми чука. Роднини, пријатели мои мили, само да сме здрави, да сме живи. Денес малку постари од вчера, да ви пејам, срцево ме тера. Грижи своји, но на лице насмевки да видам, со вас ноќва среќна јас да бидам. Роднини, пријатели мои мили, само да сме здрави, да сме живи. Денес малку постари од вчера, да ви пејам, срцево ме тера. Следува Борче Наумовски Министерот, кој доаѓа заедно со цела група овдека во Њукасел на 3 мај во сабота. Да слушнеме неговата убава песна Леле каква жена.
врти муабет, дека сум пожени свет, сите ми љубоморат, оти добро живеам. Градот врти муабет, дека сум побудален, а јас така живеам, така и ке продолжам. Леле жена, каква жена, Господ умот ми го зема, нека збори кој што сака, јас за жена злато плаќам. Леле жена, каква жена, Господ умот ми го зема, кажи Боже што да правам, јас за жена душа давам. Песна да им запеам, душа да им отворам, срце да им украдам. Градот врти муабет, дека сум побудален, а јас така живеам, така и ке продолжам. Леле жена, каква жена, Господ умот ми го зема, нека збори кој што сака, јас за жена злато плаќам. Леле жена, каква жена, Господ умот ми го зема, кажи Боже што да правам, јас за жена душа давам. Жена, каква жена, Господ умот ми го зема, нека збори кој што сака, јас за жена злато плаќам. Леле жена, каква жена, Господ умот ми го зема, кажи Боже што да правам, јас за жена душа давам. Да го проследиме соопштенијето од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Овде во Њукастел од понеделник, 31 март, до петок, 4 април, се оди во следните населби: Адамстеон, Лемптон, Њу Лемптон, Бродмедо и Меривода. Уште една убава песна на Анета Арсовска. Анета доаѓа овде во Њукастел на 3 мај во нашиот македонски културен центар. Песната на Анета носи наслов "Си заљуби Джефа". Да ја слушнеме. Министерот. Песната носи наслов "Ленче Комшивче". Да ја слушнеме. si najduvan.
сега ќе слушнеме едно убаво оро, се вика Битолско оро. Исполнува Кирил Стојчевски. Кирил доаѓа овде заедно со Борче министерот Наумовски, Анета Арсовска, Гоце Бананата и Стевче Јовановски во сабота на 3 мај во нашиот Македонски културен центар. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Да го слушниме убавото Битолско оро во изведба на Кирил Стојчевски. Да слушнеме уште еднаш за нашиот концерт овде во Њукастел во сабота на 3 мај со Борче Наумовски министерот и цела негова група. Почитувани македонци, доаѓа долго очекуваната голема турнеја на македонските фолк звезди ширум Австралија од 29 март до 17 мај. Македонската фолк икона, еден и единствен Борче Наумовски, министерот на македонската естрада. Атрактивната фолк дива Анета Арсовска. Поздрав носела Македонија. Незаменливиот Гоце Петрески Бананата. 3 кила банани, меним се немале. Маестро Кирил Стојчевски. Заедно со Стивен Стојчевски.
29 март Перт, македонски клуб Вардар. 4 април Мелбурн, Фераро рецепција. 5 април Мелбурн, Гранд Нерет рецепција. 6 април Джелонг, Македонска православна црква Свети Јован Крстител. 11 април Сиднеј, спортски центар Илинден Рокдајл. 12 април Волонгов, Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски. 20 април Голд Кост, Македонска православна црква Света Недела. Великденска забава. 3 мај Њукасл, Македонска православна црква Пресвета Богородица. 9 мај Мелбурн, клуб Кјурум. 10 мај Мелбурн, Пиер 35 бар енд грил. Ајде македонци, ве очекуваат незаборавни концерти кои долго ќе ги паметите и уште многу изненадувања со нашите фолк звезди. Уште една убава песна на Анета Арсовска, Мои правила, да ја слушнеме. Мојот бес на лицево, нели ти кажува дека јас на твоите лаги не верувам. Етим превез на моите очи, знај, нема да заврзам. Исто друг ќе го прославам намерно, нашиот среќен крај. Утеши се, како знаеш, редовно е ти да се каеш. Утеши се, како знаеш, редовно е. Ке го живеам животот мој, по мои правила. Никому нема да бидам утешна награда. Ке го живеам животот мој, по мои правила. Баш одличен верувај, вкусот на слобода. Реков не, доста е, нашето заврши. Љубовта понула ти, свесно ја помножи. Твоите убави зборови до мене веќе не допират. И во некоја туѓа преградка, знај ке ме одведат. Утеши се, како знаеш, редовно е ти да се каеш. Утеши се, како знаеш, редовно е. Ке го живеам животот мој, по мои правила. Никому нема да бидам утешна награда. Ке го живеам животот мој, по мои правила. Баш одличен верувај, вкусот на слобода. Уште еднаш соопштението од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан, се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Овде во Њукасел сега од понеделник на 31 март
До петок 4 април се оди во следните населби: Адамстеон, Адамстеон Хајтс, Лемптон, Њу Лемптон, Бротмедо и Меривода. Да проследиме нешто и од Македонија. 5 инспекцијски екипи ќе ги проверуваат објектите за прослави и големи собири. Главен фокус на контролите ќе бидат минималните услови за работа кои треба да ги исполнуваат. Како што информира од владата, целата документација од претходните контроли е комплетно обработена. Целокупната постапка е завршена во форма на службен записник и е доставен на надлежните институции. Со ова Државниот пазарен инспекторат и формално и законски го заокружува првиот дел од процесот во рекордното време, обезбедувајќи ефикасност и усогласоност со прописите. Марија Митева, потпарол на владата, го кажува. Објектите во кои што инспекторите забележале неправилности ќе бидат под мораториум додека не ги исправат грешките. На листата објекти кои привремено ќе бидат затворени се и угостителските локали и државни установи, како училишта, градинки, пензионерски домови. За сега е нејасно колку време ќе трае мораториумот, но и како практично ќе се изведе. Навистина ни е важно да превенираме се што може да превенираме во иднина да се случи, доколку таа аномалија објектите не ја остранат во некој догледен период, секако нема да можат да имат услови да работат, рече министерот за локална самоуправа Златко Перински. На новинарско прашање во тој период ќе бидат затворени еве конкретно градинки. Тој одговори со мислам да. Заменик министерот за економија пак најави дека во иднина посебна комисија ќе прави проверка на условите во објектот уште пред да добие лиценца. Тимот ќе биде составен од професионалци од пазарниот инспекторат, полицијата, дирекцијата за заштита и спасување. Пазарните инспектори по професија се или правници или економисти, како можат тие да проверат дали исполнува објектот градежни, противпожарни услови, електрика, се она што е поврзано со издавање на одобренија за градба на еден објект и за исполнување на минимално технички услови. Целта наша е во иднина во таа комисија да влезат повеќе институции и лица професионалци во својата област кои ќе гарантираат со својот подпис во записникот кој ќе го направат, не откако ќе се даде лиценцата, туку пред да се издаде лиценцата. Маријан Ристевски, заменик министер за економија и труд, со законските измени кои ги подготвува Министерството за економија се предвидуваат и драстично повисоки парични казни. Откако се откри дека дискотеката во Кочани, во која загина 59 лица, немала легална лиценца, засилени инспекцијски контроли најдоа голем број локали кои работеле со истечни лиценци или пак имале валидни документи, но не исполнувале ни минимум услови за работа. А нешто и за здравието. Брзото јадење е штетно по човечкото здравје. Ако дневните оброци, без обзир дали е тоа појадок, ручек или вечера, ги консумирате за 20 минути или помалку, тогаш јадете премногу брзо, смета Лесли Ханберг, докторка од клиниката на Кливленд во Америка. Потребни се околу 20 минути за желудникот да искомуницира со мозокот преку цела низа хормони сигнали дека е полн. Луѓето кои јадат брзо, веројатно ќе проголтат повеќе воздух, што може да доведе до надуеност и проблеми со варење. Неправилното джвакање на храната исто така неповолно за варењето, што значи дека нема да ги добие сите хранливи материи од храната. Неизджваканите парчи на храна може да се заглават во хранопроводникот, набројува и предупредува доктор Ханберг, и претходните истражувања покажа дека кај луѓето кои јадат брзо има најголема опасност од дебелење, додека оние кои јадат најбавно, обратно, имат најмал ризик за покачување на телесната маса. Докторката препорачува и да не се
гледа во телефонот или телевизорот при јадењето. Кога додека јадеме, правиме и нешто друго, јадиме помалку внимателно и тоа често предизвикува да јадиме повеќе. Кога луѓето ќе се сосредочат само на јадењето, тие повеќе уживаат во оброкот, а јадат помалку, појасни овој доктор. Таа исто така напомена дека темпото со кое што се јаде најчесто е вкоренета навика, но истакна дека промената е можна. Незината препорака е: користете ја вашата недоминантна рака за да се храните или минерно, паузирајте за да пиете вода или пак јадете со прибор што е потежок за користење како стапчина за јадење. Ако водите брз и зафатен живот, може би е неизбежно да треба да ручате на работен состанок или да јадете ужина додека извршувате обврски. Таа советува: едно од наједноставните решенија за овој проблем е да го зголемите бројот на што помали залачина во тој оброк. Неколку од соопштенијата. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После ручекот се дава. Сите заинтересирани, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Се одржува игранка по повод големиот христијански празник Велигден и тоа во недела на 21 април во нашиот Македонски културен центар Нјукастел. Ќе има богата музика од Сиднеј, Арија Бенд со Боби Димитриевски на кларинет. Исто така на ова вечер ќе заиграт нашите млади играорци за прв пат. Куњата ќе има топли јадења и барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за ова велигденска вечер ќе кошта само $20 по лице за резервации и карти. Јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела на 27 април. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.